Добро вечер во централните вести на Канал 5. На почеток, преглед на насловите. Над 40 тони марихуана запленети во Скопје и во Струмичко, потврдија од МВР. Од источниот регион одземени се над 31 тони марихуана и биомаса. Се следи трагата на 5 тони кои што завршија во Србија. Тројца радикални исламисти планирале крвава одмазда во Македонија за нивните браќа, осудени за тероризам лани. Ковачки нов генерален секретар, укинати подпредседателските позиции. Што ќе донесе реструктурирањето во ВМРО ДПМН? Првиот впечаток е дека Мицкоски сака да избегне впечаток на фаворитизам. Овчи сипаници се појавија во кумановските стада. Сточарите стравуваат дека е загрозен извозот на јагнето пред Великден. Голем ризик за сите сточари, за државата, ќе имаме забрана да извезуваме јагнешки. Трамп го отстрани, но одби да се извини за скандалозното видео со расистички елементи кон двојката Обама. I didn't make a mistake. I mean, I look at a lot of thousands of things. По 3 дена опсежна акција, МВР потврди, досега се запленети 40 тони нелегално поседувана марихуана. Најголем дел од дрогата е одземена од неколку фирми во Струмичко, а десетина тони од фирмата Алфа Фарм во кругот на поранешен Охис во Скопје. Из утрината долг конвој полициски возила, камиони и шлепери ја изнесуваа марихуаната кај Новосело. Маја Стојановска. Министерството за внатрешни работи и официјално потврди. На 31 тон марихуана и биомаса досега се пронајдени и одземени само во источниот регион, во неколкудневната опсежна акција на полицијата за незаконско чување и производство на марихуана. МВР излезе со детали за акцијата, каде објаснуваат дека биле извршени контроли во повеќе правни лица. Утрината долг конвој полициски возила, комбиња, камиони, но и шлепери беа дел од акцијата во Струмичко, меѓу селата Турново и Новосело, каде што неофицијално запленети биле 21 тон марихуана. Од источниот регион одземени се над 31 тони марихуана и биомаса. Извршени се проверки во неколку правни лица во источниот регион, каде што исто така од надлежната комисија се утврдени неправилности и неусогласеност во однос на количините кои правните лица ги поседуваат, произведуваат, набавуваат и оттуѓуваат, пошто е одземена затекнатата количина. Опсежната акција деновиве паралелно се одвиваше во Скопје, со фокус на фирмата Алфа Фарм, стационирана во кругот на поранешен Охис, каде се запленети околу 9 тони марихуана и на 1300 шишиња произведено масло од канабис. Истрагата таму почна поради 5 тони откриена марихуана во Србија, каде тамошните власти, заедно со 5 други лица, го уапсија и косопственикот на фирмата Алфа Фарм и го посочија дека тоа донел другата во Крушевац. Од МВР велат дека и во оваа фирма биле утврдени неправилности во документацијата и неусогласување на количините, пошто следувала заплената. Со оглед на тоа што едно од осомничените и приведени лица во Република Србија е дел од сопстеничката структура во правното лице од Скопје, извршени се детални проверки и контроли врз основа на пронајдената документација од страна на Комисијата од Министерството за здравство, сочинете записник во кој се констатирани низа неправилности при работењето и голема неусогласеност во однос на количините кои правното лице ги поседува, произведува, набавува и оттуѓува. Пред неколку дена и од Царинската управа соопштија дека во рамки на својата надлежност ќе утврдуваат дали имало пропусти во работењето, односно како големата количина на марихуана завршила преку граница. По денешната акција во Струмичко, од ВМРО ДПМН велат дека околу 2/3 од како што посочуваат 27 тони запленета дрога била од фирма на кадар на СДСМ и соработник на Зоран Заев. Од партијата бараат обвинителството да ги истражи ваквите наводи. Фирмата ЦБД Медплант во формална собственост на Христијан Котев, а реална на неговиот татко Тони Котев, викан Мкчев, кој е поранешен председател на општинската организација Ново село на СДС и близок по бизнис со Вице Заев и Гидан Колев,
во периодот од 30.6.2025 година па се до ноември 2025 година има испорачано 19 тони марихуана према Скопската фабрика по документ испорачана количина. Имено, станува збор за фирма која добива одобрение од владата на Зоран Заев и Венко Филипче за одгледување марихуана за медицински цели во 2020 година. Од СДСМ пак обвинуваат дека по информациите дека се запленети 40 тони марихуана немало одговори на клучното прашање, кој дозволил 5 тони дрога да помине преку македонската граница. За да се пренесат 5 тони дрога потребни се многу камиони, 5, 10, 15 можеби. Како е можно толку многу камиони да поминат преку граница и досега никој да не одговара во МВР, во царината и во ниту една друга институција? Началници, раководители, службеници, инспектори, министри. Без поддршка од структури високо во власта, во МВР, во царината, во други институции, не може да се шверцуваат тони дрога преку граница, велат од СДСМ. Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција поведе истражна постапка против 3 лица од Скопје, осомничени за злосторничко здружување и нелегално поседување оружје, по кривична пријава поднесена од секторот за борба против тероризам, насилен екстремизам и радикализам. Според обвинителството, постои основано сомнение дека осомничените на возраст од 25 до 33 години действувале како организирана група со заедничка идеолошка определба, заснована на радикални исламистички наративи. Утврдено е дека групата се формирала со цел одмазда за нивни блиски роднини, браќа, кои во текот на минатата година беа обвинети и правосилно осудени за кривичното дело терористичка организација. Ним им е определен притвор од 30 дена, а за време на претресите биле пронајдени автоматска пушка, 2 пиштола, ловна и воздушна пушка и муниција од различен калибар. Со укинувањето на подпредседателските функции во ВМРО ДПМН ќе се намали фаворизирачката улога на потенцијалните идни кандидати за наследници на Мицкоски. А со изборот на Ковачки за генерален секретар, партијата добива потврда за национално конзервативна линија, сметаат дел од аналитичарите по вчерашниот избор на нов извршен комитет. Јана Јосифовски има повеќе. Со изборот на Драган Ковачки за нов генерален секретар на ВМРО ДПМН, Мицкоски зазема поостра национална линија и ја зацврстува позицијата на партијата во однос на евроинтеграциите, смета политичкиот аналитичар Петар Арсовски. Во одлуката за реорганизација во ВМРО ДПМН, укинување на подпредседателските места и изборот на нов извршен комитет синоќа, Арсовски повеќе гледа обид на Мицкоски да избегне фаворизирање на партиски кадри за негов наследник кога ќе му истече мандатот, отколку за некаква апсолутна моќ на партискиот трон. Не верувам дека моќта на председателот на ВМРО ДПМН би била загрозена, дури ако има 20 подпредседатели, вели Арсовски. Првиот впечаток е дека Мицкоски сака да избегне впечаток на фаворитизам. Односно дека, имајќи предвид неговата најава дека е ова негов последен мандат во ВМРО ДПМН, поставувањето на подпредседатели може да значи дека тие луѓе би имале подобра позиција во наредниот избор за председател. Што се однесува до изборот на генералниот секретар, имајќи ги предвид политичките ставови на Ковачки, тоа може да значи една потврда позиција визави евроинтеграциите и една по-национална позиција на ВМРО ДПМН во следниот период. Ковачки доаѓа на местото на Ѓорѓија Сајковски, кој пак доби место во новиот состав на извршниот комитет на партијата. Досегашните подпредседатели на ВМРО ДПМН, министрите Николовски, Мисајловски, Димитриевска, Кочовска и Муцунски, чии партиски функции се укинати, се исто така дел од новиот извршен комитет, кој брои 29 членови, меѓу кои и пратеници, градоначалници и директори. Организацијски секретар е актуелниот директор на службата за општи и заеднички работи Ивица Томовски, додека шефот на владиниот кабинет Владимир Неловски, како што кажа Мицкоски, продолжува да биде и шеф на кабинет во рамките на партијата. Во услови кога имаме опозиција која што не нуди решенија и која што е целосно безидејна, полна со проблеми, знаеме дека решението мора да биде силен граѓански инпут за силна и стабилна ВМРО ДПМН.
ВМРО ДПМН продолжува по патот на обнова, обединување и подготовка за нови изборни победи. Јасно е дека следните ќе бидат парламентарните избори, со една јасна цел – подобар живот за сите граѓани. За изборот на новиот извршен комитет на ВМРО ДПМН се огласија од СДСМ, од каде реагираат дека наместо нови лица биле избрани стари кадри. Христијан Мицкоски ги отстрани сите подпредседатели во ВМРО ДПМН по примерот на Вучиќ, апсолутно да владее и со партијата, како што сака да владее со Македонија, и ги постави своите најблиски другари, велат од СДСМ. Од ВМРО ДПМН е пак со одговор дека обвинувањата на СДСМ, како што велат, се класичен пример на панична пропаганда, без факти и без аргументи. Представници на Министерството за финансии, на Синдикатот на УПОС денеска почнуваат со работа на новиот договор со кој што околу 8.000 вработени во правосудството и во управата во април со исплатата на мартовската плата треба да добијат, освен законското согласување, плюс 8% покачена плата како дел од пакетот кој што го предложи владата, а кој што е прифатлив и за Синдикатот на УПОС и КСС. Предлогот вклучува и откажување од општиот колективен договор и подпишување индивидуални договори, а за возврат административците заклучно со 2028 да добијат повисоки плати за околу 40%. Премиерот Мицкоски рече дека доколку до утре сите се согласни, договореното ќе се официализира и од понеделник ќе почнат да се пишуваат индивидуалните договори. Делот професорската фела реагира на измените на Законот за високо образование, кој што вчера ги презентираше министерката Јаневска и која смета дека ќе обезбеди повисок квалитет и ќе ја поттикне научно-истражувачката дејност во земјата. Дел од нив најголеми забелешки имаат на новите критериуми за напредување во звањата на факултетите. Фокусот на новите законски решенија треба да биде насочен кон подобрување на квалитетот на студиите, а не кон бројот на објавени научни трудови во списанија со импакт фактор, реагира дел од професорската фела. Професорот Илија Ацески посочува дека речиси 90% од професорскиот кадар во Македонија се редовни професори, поради што ја поздравува одлуката за нивен реизбор на 7 години. Сепак, според него, поважно е да се препознае реалната подготвеност и знаењето на студентите по дипломирањето, што ќе ги поттикне факултетите да создаваат поквалитетен кадар. На тој начин, вели Ацески, државата нема директно да се меша во образованието, но ќе испрати јасна порака до универзитетите за квалитетот на нивните студии. Како да се подобри квалитетот на студиите, да тие исклучиво и да се подобри рангот на универзитетот, не? И тие да не бидат секогаш поврзани со тој факт дека некој објавувал или не објавувал во списание од кој што со фактор, не, со влијание. Тоа значи дека во Македонија потребни се подлабоки реформи во тој контекст. Оној кој што дипломира, така, и треба едно квалификувано тело да ја односно да ја согледа неговата способност за тоа што земал диплома. И сега постои некоја процена, но досега не се случило да кажат тие тела дека некој кој дипломирал е недоволно оспособуван, образован. И професорката Мирјана Најчевска, преку објава на социјалните мрежи, ја критикува најавената измена во Законот за високо образование, со која кандидатите за избор во научна титула ќе треба да објавуваат повеќе трудови во списанија со импакт фактор. Таа објаснува дека импакт факторот не го мери квалитетот на трудот, туку само колку пати биле цитирани темите, кои понекогаш, вели, може да бидат негативни или условени од моментални контраверзии. Министерката за образование Весна Јаневска вчера објасни дека новото законско решение за високо образование, меѓу другото, предвидува универзитетите да произведуваат околу 1000 трудови во списанија со импакт фактор, наместо досегашниот просек од 300 до 500. Целта, како што посочи, е враќање на универзитетите на Шангајската рангирана листа, каде просекот на вакви публикации е околу 1200.
Производителите на традиционална храна бараат поголема видливост и ослободена од маржите на трговците. Секој месец да биде составен за здрава храна, традиционална храна, органска храна. Се заканували појавата на овчи сипаници во Кумановско да го проблематизира извозот на македонското јагне пред велигденскиот шпиц. За сега болеста успешно е сузбиена и се држи под контрола, но сточарите стравуваат дека таа може да ги остави без екзистенција, со оглед на тоа што таму каде што ќе се појави мора без исклучок да се уништат цели стада. Игор Манасиевски. Од пред речиси 2 недели во Кумановско има појава на овча сипаница, заразна болест која не е опасна за човекот и ги напаѓа само овците и козите, но која е економски погубна за сточарството, бидејќи каде ќе се појави, мора нештетно да се уништи целото стадо на овци. Иако болеста е констатирано, Агенцијата за храна и ветеринарство не објави ништо на својата веб страна, ниту имаше соопштение да информира јавноста и сточарите дека има појава на болест од А листата, за која се известува и Светската организација за болести кај животните. Наместо да се подигне свеста и да се информираат сточарите за мерки кои треба да се преземат за превенција на ширењето на болеста, јавноста разбра откако Агенцијата за храна на Косово пред неколку дена извести дека донела одлука за забрана за извоз на јагниња и овци од Македонија. Сточарските здруженија сега стравуваат како ќе се одрази ова на извозот на јагне и на откупните цени, ако не се справат ветеринарите на терен на време и не се сопре ширењето на оваа болест. Навистина, ако почне да се прошири, тоа ќе биде голем ризик за сите сточари, за државата, ќе имаме забрана од да извезуваме јагнешко и тогаш ќе биде навистина ќе биде проблем. Да би апелират сите сточари да внимаат на ова и што ако има некои симптоми да ги пријават и што побрзо да имаме под контрола. Од терен, ветеринарите кои треба да ја сузбијат оваа болест информираат дека за сега нештетно се уништени 3 стада на овци во село Лопате, Кумановско, и дека се следи состојбата во околните села. За сега сигналите се добри и нема нови случаи, но вистинската слика ќе се знае дури за 42 дена, кога ќе измине времето за 2 инфективни циклуси на болеста. Болест која во соседна Грција кога се појави лани уништи 400.000 овци и донесе забрана за извоз на јагнето. Од АХВ, иако побаравме став, зошто се крие од јавноста информацијата за појавата на болеста, преку писмен допис на нашите прашања одговорија. За спречување на ширење на болеста, со донесените решенија забранете работата на добиточни пазари за сите преимчиви животни, овци и кози на целата територија на државава. Во одгледувалиштето, каде првично беше потврдено присуството на вирусот од земени, убиени се 65 животни кои се нештетно отстранети. Во тек е спроведување на мерки и во други 2 одгледувалишта каде е потврдена болеста. Појавата на оваа болест во овчарството доаѓа во лош момент, кога во тек се подготовките на стартот на извозот на јагнето, кога сточарите бараат цената да не падне под 300 денари за килограм и таа цена да биде во текот на целиот откуп, и кога ветеринарните служби, кои на терен треба да одат од фарма на фарма, секојдневно обиколувајќи ги селата, немаат земено пари од државата повеќе од 1 година, а и вкупниот буџет планиран за 2026 година за спроведување на превентивните мерки за заштита на здравјето на стоката, а преку тоа и здравјето на населението, драстично е скратен. Забелешките на угостителите намаса пред Министерството за економија пред најавениот старт на Законот за заштита од пушење. Од Министерството за Канал 5 велат дека до 1 март ќе се интензивираат средбите со засегнатите страни и дека не исклучуваат можност за пролонгирање на примената. Сандра Спасовска. Интензивирање на средбите и со угостителите и со стопанските комори пред стартот со примена на новиот закон за заштита од пушење, најави заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски. Во изјава за Канал 5 вели барањата на туристичко-угостителската комора, кои ги добиле пред неколку дена, се разгледуваат и доколку има простори истите се издржани, надлежните според него се подготвени да ги прифатат, а не ја исклучува ниту можноста законот да почне да се применува, како што вели периодично. Ги разгледуваме тие предлози, да видиме дали има реални можности да дел од тие барања кои ги имаат, дали се прифатливи или не. Да напоменам дека законот е во согласност со европските
стандарди и директива законот за пушење и пред се во контекст на заштита на здравјето на граѓаните на Република Македонија. Меѓутоа, сепак, не е тоа дефинитивен. Од комората уште еднаш го повторија својот став, велат не го оспоруваат носењето на законот, но сметаат дека нивните забелешки и предлози треба да се земат предвид. Во допис испратен до медиумите посочуваат дека со донесување на јасни и навремени подзаконски акти, во комбинација со фазна имплементација и отворен диалог со засегнатите, ќе се постигне целта на законот, а тоа е заштита на јавното здравје. Угостителите оценуваат дека новиот закон е неопходен и значаен за заштита на јавното здравје, но негова избрзана и целосна имплементација, велат, може да доведе до сериозни последици, како од економски, така и од социјален аспект. На краток рок се очекува намалување на приходите кај угостителските објекти. На подолг рок, за значителен број локали се очекува пат на приходите во сериозни размери, што ќе резултира со намалени данъчни приходи и директна штета за буџетот. Намалениот обем на работа неизбежно ќе резултира и со намалување на бројот на работни места, велат од Туристичко-угостителската комора. Со предлог законот кој треба да стапи на сила на 1 март ќе биде дозволено пушење на летните тераси само доколку тие се отворени од најмалку 3 страни. Во спротивно се предвидуваат казни до 5000 евра. Аероклубот Скопје бара од надлежните да не го уриваат објектот ресторан на спортскиот аеродром Стенковец и да го пренаменат во објект за спортски активности за младите. Во соопштението на Аероклубот Скопје се наведува дека како совесни граѓани и содружници лани поднеле 2 кривични пријави против поранешниот управител Дејан Саздовски за сторени кривични дела бесправно градење и злоупотреба на службената должност, поради тоа што тој го изградил без градежна дозвола на државно земјиште и без соодветна одлука на содружниците на Аероклубот. Според нив, Европската Унија дала 100.000 евра донација за изградбата. Од Аероклубот Скопје предлагаат објектот, кој што бил на државно земјиште и не представувал пречка за никого, да биде пренаменет, например, како македонски воздухопловен школски центар, кој што би можел да служи за обука на пилоти и други воздухопловни специјалисти. Владата може да одбере багери или бесплатен јавен објект вреден 1 милион евра, погоден за образование, спортски активности за младите и унапредување на државната инфраструктура, велат од Аероклубот Скопје. Поранешниот управител Дејан Саздовски, кој се споменува во соопштението, за Канал 5 накусо рече дека тој објект постоел и претходно, но со донацијата бил реновиран и пренаменет, а сегашниот управител со незавршена документација за пренамена нелегално го издавал објектот. Првиот викенд во месецот да има улица каде што ќе се организира маркет на фармерите, предлагаат производителите на храна, кои сметаат дека е дојдено време, по примерот на големите метрополи, и Скопје да биде центар каде што ќе се продаваат традиционални и земјоделски производи од регистрирани мали оператори за храна, најмалку еднаш во месецот. Како што има во сите развиени земји, маркет на фармери на едно од градските улици по тој модел, и земјоделците сметаат дека е дојдено време и во главниот град Скопје, каде најмногу е сконцентрирана потрошувачката, да се одреди барем првиот викенд во месецот да се организира ваков простор, каде земјоделците и легално регистрираните мали оператори со храна ќе можат да се представат пред потрошувачите со своите традиционални производи без маржите на трговците. Мислам дека е дојдено време, да. Секој први да си знаат и граѓаните и секој први ќе си имаат од каде да си земат својата храна, нели? Еден викенд или првиот викенд секој месец да биде со сајам за здрава храна, традиционална храна, органска храна, за да можат луѓето да дознаат, да пробат, да дегустираат, да почнат да се враќаат на онаа старата традиција на здравата храна, за да осетиме дека дефинитивно не е се онака украсно спакувано, туку дека да биде нели и нешто природно и домашно. Мислам дека е малку и поодминато и до сега требаше, ама некако
Повеќе по некои други работи луѓе се замислуваат по политики и по небитни работи, отколку по тоа што е здраво за нас. За вас има интерес за такво? За луѓето, да. Како не? И ние имаме интерес, и купувачите имаат интерес. Ваков сличен настан барем неколку пати во годината организира Националната федерација на фармери, како можност производителите на храна да се сретнат со потрошувачите, да им го презентираат својот квалитет и својата уникатна приказна која стои зад нив. Ваквите саеми, мини саеми кои ние организираме наназад неколку години, се од големо значење за нашите членови, малите земјоделци, мали оператори со храна, бидејќи тука покрај тоа што можат тие да ги изложат своите производи и да ги продаваат, тука можат директно да стапат во контакт со крајните потрошувачи, што е многу битно за самиот пласман на нивните производи. Нема посредници, нема откупувачи. Потешко е да се произведе, ама откако ќе се произведе, тогаш потешко станува продавањето. Најбитен е маркетингот и овие настани влијат најмногу врз маркетингот. Сегашните неколку манифестации, по молови и на отворено, на кои се представуваат земјоделските производители и малите оператори со храна, се малку на број, за да им се помогне и на производителите и на потрошувачите, да ја надминат бариерата на маркетингот и пристапот до потрошувачите, заради што и се бара една од скопските улици да се претвори на 2 дена во месецот, место за маркет за фармери, по примерот на големите светски метрополи. Тука завршуваме. Пријатна вечер.